Општините не знаат да ги планираат и да прават есап кога станува збор за трошење на народните пари. Ово го покажуваат големите разлики меѓу планираните и реализирани тендери кои се движат од неверојатни 5 до 122%. Според експертите, при добро планирани набавки, разликата меѓу планираното и реализираното не смее да биде поголемо од 5%. Кога во прашање лошо планирање, шампион во регионот бил Пехчево, каде тендерите се реализирани со 72%, а додека процентот на измени на планот на јавни набавки е дури 122%. Веднаш до него е Берово, каде дури 93% од тендерите претрпели измени, а процентот на реализација е одвај 58%. Имајќи го во предвид, ова не изненадува ниту високиот процент на жалби, кои се невисоки во Кочани и Делчево, изнесуваат 7,8, односно 6,7%. И тоа е индикатор дека всушност потребно е поголема транспарентност, поголема конкурентност и поголема вклученост на сите фирми, односно економски оператори во процесот каде што можат да бидат конкурентни на пазарот. А токму транспарентноста не е име силна страна на општините од истокот, па најголем дел од нив се со ограничен степен на транспарентност, а сосема мал дел во солиден. Сите 11 општини у источниот плански регион, да наречам 7 општини се со ограничено ниво на транспарентност на јавните набавки, само малку општини, односно 4 општини се со солидно ниво. Значи, ограничено ниво, тоа е некаде процент на транспарентност, ако ги мериме од 4 до 100, тоа е од 40 до 60%. Ниедна од општините не е на високо ниво, односно да имат одлично транспарентност. Ако ова се има предвид, тогаш јасно е зошто кога се спомене зборот тендери и јавни набавки на неголемиот дел од граѓаните, првата асоциација им е нешто матно и наместено. За да ја тргнат лошата статистика на нивните претходници, сегашните градоначалници треба да им дадат поголема јавност на набавките, кои онака се со предзнак јавни.